Еве уште една емисија со мојот драг пријател Зоран. Моите први сеќавања, кога решив да те викнам, ми помина 22 март, денот на змиите во село Орман. Так. Мислам дека е тоа еден многу убав обичај кој за жал не е доволно експониран како таков, за да може да се види. Се работи за оние што не знаат дека излегуваат змиите на тој ден. Таму има едно црквиче, 40 маченици, доаѓаат луѓето, оставаат облека да поминат змиите преку облеката или за да ги сложи здравје и среќа. Јас и ти кога бевме таму прв пат за да го снимиме тоа, за жал змиите не излегува. Не знам ни сега дали уште излегуваат и дали воопшто таа манифестација или тоа нешто што се случува од многу одамна се уште постои. Пред се благодарам Гордана на поканата. Продукцијата Маријова филма пред се јас како првиот меѓу еднаквите од менаџерскиот тим на таа продукција да бидам гостин во вистинска телевизија. Голем поздрав до гледачите на овој медиум, а пред се и голем поздрав до моите соселани, каде што патувам 30 на години. А она што рековте дека ние се видовме пред 12 години во селото Орман, кој што се наоѓа во општината Ѓорче Петров. Тој е обичај кој што со векови се таа традиција живее и денеска во селото Орман на 22 март на речиго на свети 40 маченици. Мите тоа со змиите, значи од легенда во мит, меѓутоа еден убав настан. Убав настан кој што дел од традицијата на македонскиот народ, имаме многу обичаи, имаме многу адети, традиции кои што се негуваат и се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација до ден денешен, а се надам дека тоа и понатаму ќе живее на поколенијата млади македонци кои што ќе доаѓаат по нас, така речено. Ти продукцијата Маријова филм ја имаш одамна. 14 години. Браво. Одиш на сите можни настани кои се интересни на некој начин, посетуваш селата, разговор со луѓето кои живеат во селата, на некој начин во живо ја пренесуваш приказната на Македонија. Еве да се надоврзам на црквата свети 40 маченици во Орман. 20 на години ги посетувам сите цркви и манастири, сите оние манастирски летни или зимски слави, патрони на манастирот, каде што, да бидам реален, веќе го научив онај духовен христијански православен живот, ја научив утринската богослужба, таа златоустова литургија која што трае 2 часа, па го научи исто така речиго и на заслуга на манастирот, на благословената вечерна трпеза кој што ја спремаат домајчините на црквата или на манастирот, манастирскиот или црковниот одбор заедно со соборскиот народ. Па да бидам реален, ми се исполни душата, 30 години патувам. Нема место кај што не сум бил, сум поминал 1675 села за овие 30 години, рачунајќи и македонска телевизија кога почнав 1990 година во утринската програма, пред тоа во Радио Скопје во емисијата Глас од татковината, нашите сонародници во странство, тие 2 беа речиго емисии за нашите сонародници во странство. После тоа во Добровото Македонија 4 години, па 6 години во документарната програма, каде што има таа среќа бардовите на македонската документаристика да почнам да учам, па во А1 телевизија и еве 14 години со продукцијата Маријова филм. Едно време заедно се работувавме први порталот Маријова филм. Ајде, ќе го така да речеме голема благодарност до 4D визија, до Васил, кој што бевме во тој тим и убави спомени остануваат. Како што наполна полна ми е душата, нема место кај што не сум бил. Македонија
Има што да покаже. Има што да понуди. Македонија има историја, Македонија има култура, Македонија има традиции, обичаи. Ние имаме историски паметници, споменици. Природа имаме. Природа имаме, езера, имаме реки, потоци, планини. Со еден збор, само да се дојди, да се почувствува, но многумина рекле, кога првпат човек ќе дојде во Македонија, тешко ќе се откаже дека нема да ја посети, не барем еднаш, него безброј пати. Има една поговорка која вели, ако дојдеш во Македонија, немој да пееш, да играш и да танцуваш, бидејќи ќе бидеш и надпеан, и надигран, и во танцот не можеш да ги... Тоа е цело богатство што Македонија го има, не можеме да го едноставно пласираме. Мојата намера, кога почнав со авантуризам, е токму тоа, дека имаме многу, меѓутоа не знаеме тоа да го покажеме ни продадеме. Значи, во принцип, мислам дека Македонија би требало да врие од туристи и да живее од туризам. Не го препознавме тоа. Јас би додал дека 1984 села во Република Македонија, од кои што само 15% се урбани, другите се сите етно села. Природата што ги дарила. Да. Етно села. Дури и оние што се празни уживаат. Дури ќе се присветам на една реченица од Петре Мандреевски, каде што вика: "Моукум шепотат на историјата што ја создадаа нивните градители." Лично се чувствувам, цел живот го помина во туризмот. И се чувствувам многу тажно, бидејќи кога зборуваме за Македонија, кога помислиме на Македонија, кога ќе сватиме што се нуди, едноставно е жално како тоа не знаеме да го пренесеме на луѓето да доаѓаат. По мене Македонија би требало да биде мека раскршница, каде што не може да не дојдеш. Вие имавте, извините, што ти персирал, ние не се знаеме долго време, еден портал King Марколенд. И да бидам искрен, почетоците кои ги почнав самостојно да шетам низ Македонија, цело време че го црпев од тоа што тоа што е ставено на тие портали, тој што е подпишан збор, аудио, че го запис, видео запис, останува трајно. Останува трајно. Од кај да тргни човек во Македонија, се историја. Има уште една многу пати нашиот заеднички пријател и еден од непознатите фотографии не само во Македонија, туку не само во југословенските простори, туку ширум Балканот, тоа е и снимател Лука Суша, и велеше вака: "На ова парче земја, кој што со милениуми се нарекува Македонија, и народот кој што со векови се нарекува македонски, природата се му дарила, како што напомнавме, и езера, и планини, и извори, и потоци, и поле, и убави наши села, а има убав народ." Јас кога почнав да го работам проектот за Крале Марко, едноставно останав занемена колку многу податоци најдов. Нема место, речи си, каде што нема некоја Маркова нога, Маркова рака, место кое е врзано со неговото име, разни приказни кои се уште се кажуваат. И кога прв пат отидов да го презентирам програмот во Белград, бев толку уплашена дека кога ќе почнам да зборувам за Крале Марко, кој е од Македонија и што све тука има, ќе ми се пуштат едноставно Краљевич Марко е нивни. Меѓутоа, навистина го препозна и го почитуваа тоа што им го презентирав. И таквите презентации и во Хрватска, и во Словенија останаа со поддршка дека
тоа вреди да се кажува. Кога го почнав проектот, едноставно мислев дека можам да го проширам, бидејќи Крале Марко го имате и во Србија, и во Босна, и во Хрватска, и во Бугарија, и Грција. И нема, едноставно тоа може да биде интернационална приказна, која може да се пласира. Не успеав да луѓето го тие кои треба да го препознаат, да ме поддржат во тоа. И едноставно изгуби волја да тоа го прават. За жал. Да се надобрзам, Крале Марко и го има народот од цел Балкан. Опеа на овониевски песни. Крали Марко на Косово поле, што се вика. Или, вака едно би рекол, времето од Крали Марко, односно од после Маричката битка, односно после 1371 година, каде што погинуваат неговиот татко и неговиот чичко, кралот Болкашин и деспотот Углеша, па земете ги манастирите и црквите во Прилепско, па и вамо горе према Маријово, еве овде Касковска, Црна Гора. Па има некаде, говоричи го, тука Маркова, потечението на Маркова река, па има некаде околу, според моја евиденција, некаде околу 170 цркви кои што се градени во неговото време. Да. А жал на нешто велите дека ние пред се не си ги цениме вредностите што ги имаме. Не си ги знаеме. Кога станува збор за Македонија, за туризмот. Знаете што овој што би рекол? Преку устните преданија, преку приказните, културата, традицијата, храната, па овој кога станува збор. Еве ја да ви кажам, јас кога одам на снимање, полна ми е душата кога со некој соселанец кој што веќе во година, 80 и неколку години, ќе седам во дворчето на тие троножни дрвени столчина. Па никош ни не сум се срамел пиперки црвени да столчиме, па да си макаме. Нема иако му се рацете искрежлавени од староста, душата му е полна. И дори кога ќе се видам со него, не само кога ќе се видам со него и кога ќе заминам, тие 5-6 души во селото ќе зборуваат. 30 на дена беше детено. И дури многу пати ми велаат, добре дојде Зоране, одамна те чекаме, како наш да си овдека. Или па кога ќе, еве ќе воземам селото Железнец, етно село, природно невидено. Да, прекрасно село. А па да направам споредба со етно село што го направија во Нерез, 6 милиони евра. Да реставрира десетина села, само реставрација да направат, ќе направија подобро отколку што го правеа македонско село. Дори едно би рекол, даде му на селанецот 100 евра. Точно. 100 евра за него, тој. Меѓутоа, не е само македонско село. Еве, овој да взема Маријова, битолскиот дел на Маријова. Единствена благодарение, ајде, кај што има и критика, ќе дадам она што е реалност од локалната власт, тоа е поранешниот градоначалник Лазе Котевски од општина Новаци. Тој остави едно капитално дело, не го направи со свој пари, меѓутоа, така речено, успеа да најде средства. Тоа е реобновата на нашата хероина, нашата легенда Кали Шанџа, куќата кај што е таа родена. Реобновата на онај камениот мост, што е во негово време беше и старата воденица. Таму има еден прекрасен канјон кој едноставно, ја мислам дека 99% од луѓето во Македонија не ни знаат дека го има. Да бидам искрен, ако јас мојата професија не ме наведеше таму, јас немаше да знам. А прекрасен. Прекрасно е. Нешто што да е на некое друго место ќе врие од туристи, од луѓе да го посетат. Знаете што, едно би рекол, медиумското представување на туристичката карта на Македонија е, ајде, ќе се изразам, народски, никаква. Никако.
Ама баш никаква. Агенција за промоција на туризам постоеше, сега се приклучи кон Министерство за култура. Јас не знам која им е улогата сега. Знаете што? Ќе би ја земам мислата. Ќе направиме една компарација. Не може да биде министер за земјоделие ако не знае што е мотика. Точно. Не може да биде очиго, ајде, овај раководител на од туристичка агенција да не знае кај се наоѓа, ајде, Градешница, родното село на Итарпеа. Не може да биде овај речиго раководител на оддел да не знае кај му е извориштето на Црна река. Па најголем дел... Затоа што сите овие наши експерти се знаат, ама не знае кај се наоѓа. Јас морав да се насмеам сега пред едно известно време, да не кажам од која телевизија, бевме во Сарај. Новинарката не знаеше дека го имаме Сарај и прв пат беше дојдена таму. Така. Што да кажам повеќе? Дури едно би рекол, не се криви, ајде пак, не се виновни младите новинари и новинарки. Во моето време, ја кога студирам на новинарство правен, имаше оддел. Значи имаше оддел документаристика, спортска, информативна, надворешна политичка, натрешна политичка и, што ми беа менторите и професорите, знаеа да откријат талент. Да. Само знае да откријат талент. И јас се гордеам, мене ми беше ментор Гора Билич, Омер Карабек, мене ми беше Иван Андреевски Мачето, мене беше Љубе Цветановски, бардовите на документаристиката. Бардовите. Меѓутоа, кога станува за новинарството во областа на туризмот во Македонија, одговорниот главен уредник треба да одбери, да го подготви, прво тој мора да знае. Да познава Македонија. Па основна така. работа. Оти кој ќе пратиш новинар, тој ќе согори не знае. Еве, ја имам 30 години искуство, работно, така речено, патувам ни селата. И сам со себе си велам, не знам се. Нормално. Секој одење, секоја нова ситуација. Истото. Дури еве да речеме, неколку пати сум бил горе према Зербењак. Неколку пати сум бил ова речено Крива Паланешко, кај Кокино. Иако неколку пати сум бил, секој одење има нешто ново. Нешто што овој Што не си го знаел, па ќе го откриеш. И овој сега тоа доживување, таа емоција, пак ќе речам, пошто една репортажа, една кратка вест се е тимска работа. Од возачот до реализаторот. Дефинитивно. Значи, мора да бидат сите спознаени што се работи и како тоа треба да изгледа. Ние, пак ќе се вратам на тоа, во туризмот едноставно немаме желба, ми се чини, да си ја покажеме земјата. Знаете што, пак ќе речам едно. Медиумот е проблемот, по моје мислење. Од овие медиуми што се национални, кабелски, локални, регионални, посебно национални, се извинувам, вестите не ги интересира само Скопје, владата, председателот, нешто до Тетово или до Куманово и другото се е мртво. Затоа што ако не се оние двете регионални телевизии, тоа се, ајде да речеме, поголемите, погледаните, тоа е Тера, тоа е ТВ Стар, Оврчиго Штипската и ТВ Кавадарци, за овие 5 години 10 регионални локални телевизии престана, се одгасна. По мене... Знаете зашто? Затоа што, може би, ајде, да не критикува многу, сепак од озгора е вината. Дефинитивно. Па од озгора вината.
директор е ставен по партиска линија, непознаење да води програма која треба да биде емитувана. Ниедна од телевизиите, колку идат твоите емисии на телевизиските програми? Последната, овој пред 2 месеца беше на телевизија Сонце, на национална, кабелска. Престана да зрачи. Јас имам поедено и во телевизија македонски без пари. Во Алфа без пари. Во Канал 5 без пари. Не сега. Ќе ви кажам една друга. Пред 2 години бев во општина Пустец. Убавина македонска невидена. 10 села македонски. Ја кога отидов таму пред 2 години, мислев дека тие 10 села во општина Пустец, Република Албанија се бетар него во, така да речам, Маријово. Живи, слушај со убава архитектура. И направив 10 репортажи. Во Алфа отидов, не ми одговорија. Канал 5 ми рече Емирчевски дека нема да биде гледани. Морате да разборуваме. Не ми ни одговорија дека не си прифаќаат. Меѓутоа, ајде да речеме, се емитуваат на регионалните телевизии, што ви е триша, стана и на YouTube каналот на Маријова филм. Меѓутоа, Бакенов би рекол, она што напомнав, она што рековте, пак е тераат она стара практика од Отоманската империја, тоа што ни чинеше во Отоманската империја. Ќе ви кажам која. Султанот пратил студент по медицина во Виена. Другиот го пратил да речеме, во Прага да биде инженер агроном. И третиот воена академија во Битола. Дипломирале, кога се вратил тука. Тој што бил доктор го ставил министер за одбрана, тој агрономот го ставил да биде министер за, ајде да речеме, за туризам, и последниот го ставил да биде министер, да му биде министер, да речеме, ајде, за надворешни работи. И големиот везирин го прашал, честити царе, што направивме? Рече, јас. Мојке, ова е многу пари потрошивме. Ја рече, ако што потрошив парите и што ги учев, ако ги постав зашто ги учев, мене ќе ме сменат. И кај не стоја. За жал и денес. Па така е тоа е вистината. Начинот на кој ја прифаќаме позицијата дека сме македонци, потекнуваме од овие краишта, дека имаме богатство невидено. Јас сум прошетала многу земји, никогаш не би ја сменила Македонија за живење. Не знам зошто не е во ниедна програма на Владибе дека Македонија треба да ја познаваш и да ја сакаш. Знаете дека Дискавери има 400 репортажи направено во Република Македонија? Значи 400 репортажи Discovery има направено од 5 до 15 до 20 минути. Врвни репортажи за Македонија. И жално е. Другите знаат за нас. Токму тоа го велам. Токму тоа го велам. Дури едно овој го многу пати се зборува, субвенционирање на туризмот, ќе дадат толку пари. Ја вака не би рекол. И то знаете што прават? Ако јас вложам во мојата куќа, значи овој не само куќа, него да реставрирам, да дворот да го средам, да може да личи на двор од 19 век, од 20 век, почетокот, значи во амбиентална, во тој амбиент што бил тогаш, и ако вложам 20.000 евра, овие вика прво вложи ги парите, а после ќе ти вратиме 50%. И кога ќе дојде време, како се што направи, ќе направи една споредба со тракторите. Ги купија луѓето тракторите нови и сега вика министерот за земјоделие ќе го поништиме огласот, не важи. А тој вложил 20.000 евра, а мисли дека ќе му вратат 5-6, еден динар да му вратат. Дури едно би рекол. За овој оние за да младите ги насочиме кон туризмот. Ние немаме професионални водичи.
Него. Тие професионални водичи се само овде во Скопје. И во странство. Така. Во градовите наши во Македонија имаме ние водичи, а тој најмногу ја познава таа територија, таму што е роден, таму што живее. Сигурно. И дури не би рекла, не може со 200 евра ти да плата 200 евра, и ако е партиски, ќе го примат на договор на дело, и ако му дадат, и то му даваат договор од 1 година, и ако се смени градоначалникот, остана без работа. Ете маце да се нашегува. Јас имам еден град кој многу го сакам, тоа е Кратово. Опеан во Радинио мост. Не само што е опеан, него е успеал да остане онаков како, без многу измени, без многу нови градби, да едноставно ја осетиш душата на тој град. За жал, почна сега, од кога Стевче почна да ја држи етно куќа Кратово, едноставно заживеа на некој начин да биде интересно и да доаѓаат луѓето да го видат. Значи, треба некој поединец да се вложи себе си и своите пари, за да може да го заживее градот. Сум разговарала со неколку од тие градоначалници, едноставно не разбираат, а да не кажам дека исто пак ќе се вратам на Крале Марко. Со неколку градоначалници во Прилеп пробував да им објаснам што значи туризам кој се вика Крале Марко. Едноставно не беа ни љубезни да ме сослушаат до крај. Ќе ви кажам што ми се случи на денот. Се одбележуваше од големото клање во селото Давница, 43 година. И бев таму, тоа е одма под Тескавец, 41 година, бугарскиот окупатор фашистички. И сегашниот градоначалник на градот Прилеп, кога отидоме за снимање, гореше се тоа беше, ајде по прилепски да се изразам, гаровина од палење на гуми. И јас би рекол повеќе кабли за бакар. И на тој што беше Борчев се викаше градоначалникот, што замина, и ова истиот што требаше да биде градоначалник. Велам, не е срамота ова што е, ова историја, велам. А бе го велам горе, ова речи го Трескавец. Ево велам наднасе овај Маркови кули. Ево одавде велам Мукос, ево одавде тие Плетвар, ево одавде тие Маријов. Ове вели, откога завршиме, си заминувам ја. Овај другиот ми вели, што ме прашуваш, не сум градоначалник. Што друго? Неколку пати, речи го, да ви кажам, има и некои градоначалници кои што, како што рекол Лазе Котовски, а има морам да напомнам уште 20. Тоа е Зоран Ногачевски, што беше градоначалникот од Славна Дебарца, општина Дебарца, и Милосе Војнински од Македонски Брод. На последните избори беа овој, како се вика, речи го, блегоа да биде градоначалници од исти партиски табор, едниот независен, другиот партиски и тој независниот мораше да се повлече. А за Зоран Ногачевски и Милосе Војнински има разбирање за туризам, има разбирање за поречието, има разбирање за овај, речи го, за Дебарца, Славна Дебарца, Слава и планина горе. Дури ќе ви кажам, има едно убаво место Радомирово. Од тоа село, средновековен град, останати се 11 јавореви стебла, живи, значи некаде околу 700 години, огромни, има остатоци од тврдините, а селото Радомирово го има добиено по Гаврило Радомир, тоа е кралот на средновековна Македонија, синот на Арон. Да. И ете, и таму имаме ојче убавина.
Поречие исто нешто што поречието. жално е што едноставно тоа не е искористено. Еве, ќе напомнам, го знаеме заедно, имаме соработувано со Милоси Војницки, во пештерата Пешта, нели се оводи да направи освен таа пештера да ги реобнови еден дел автентично девините кули. Тука кај што во самата пештера старата воденица се обиде човекот и меѓутоа. Кога се оди на кај пештерата има една од оние македонски гробови. Да. Ја мислам дека сега веќе не постои. Не постои, не постои, не. Дури таа црквата што е под девините овој кули и таа сигурно беше стара околу 100 години, нема камен на камен, трајни камени. Јас соработував со... Знаете што? Вие се домислате. Нека има и трња и капини. Капината дава живот. Сигурно. Капината има капинка кој ќе дојде, ако е паднато. Ама многу пати велам, секое дете до 14 годишна возраст, откој ќе сазнае за себе, да се пива, се памети, на чистата душа, на овој делот од животот на човекот. Така ќе отиде и ќе памти. И ќе памти. Или ајде да напомнам кога се однесува на оние стари адите обичаи, оние стари кога се забрикува зетот, кога невестата ќе облечат во во невестински фустан. Пред тоа се носи раун, тоа се вика, па после тоа како се кани со на стара карта се нарекува со вино, се кани старосвато, се кани кумот. Ајде да не ми замере галичката свадба, да се личи, ама на свадба не личи. Галичката свадба... Тоа е више театар. Тоа не е она што е оригиналот и да се... Значи, дури едно би рекол, нелогично е. Никогаш зашто ја многу пати велам, зашто на некој што е толку битно кај медиумот да каже дека ова година ќе биде Цвета Митерски и Цвета Јанкуловска и невеста во галичка свадба. Па нека каже дека во Маријово, во село Дујне, зет ќе биде Митре Пеков и Митра Пековска, така речено. Оти, вамо е природно. Вамо природно е, стварно вистинска свадба е. Венчавка, така што и една се венчави завршена приказна. Овдека не е ни венчавка во... Да, еве имаше обид имаше пијаничка свадба се правеше, пропадна, никој не е да овој. Знаете што, да не грешам ушо, кај нас повеќе го рачунаат кој колку ќе стави процент, кој колку ќе стави в джеп. Да. Јас имав замисла еден период, јапонците прават свадби на сакат, такви дела. Да се направи кај нас во Македонија една оригинална свадба, на која јапонците ќе бидат невеста и зет. Меѓутоа не се стига се да се. Сите мои идеи што сакам да ги спроведам, би требало 10 луѓе да ги работат. Јас не можам сама. Посебно сега, веќе сум 75 години, не е тоа нешто што можам да си го дозволам да посветам време. Жално е што младиве луѓе едноставно немаат желба да си ја презентираат земјата. Државата е проблем. Системот е проблем. Да. Образовниот систем е проблем. Дефинитивно. Значи, се почнува од коренот, односно од семејството. Кој го води семејството? Оти во Скопје, суме се постасте сите од село. И ови што се на власт, и они што беа, и они што ќе доаѓа. Сите се од село. Ќе ви кажам еден пример, еден познат банкар во Македонија, е од селото Пишица, кој ќе негова камен на камен. И тоа банкар не виден. Селото Пишица, пробиштиско. Ќе се препознае. Нека појди. Жално е, имаме толку многу, пак ќе кажам, не знаеме да го искористиме, не знаеме да ја пренесеме таа приказна. Знаеш што, Гордана?
Потpuno se согласувам. Ако таа приказна ние ја пренесеме, Самата од себе ќе живее. тоест ќе живее и надвор од Македонија. Да. Оти ебе, едно би рекол како Македонија обстоила 2000 години името Македонија. Во Библијата така. Единствена земја. Единствено. Значи пак ќе речам пишаниот збор, она што напомнав Discovery 400 документарци има направено. 400 документарци. Го препознаваат тоа што тие го немаат. Да. И тоа Така го е. ценат. Така. Меѓутоа, дали тоа не е нормално, дека тоа се случува така, едноставно не водиме внимание дека тоа треба да го пренесеме, да остане на генерации. Можам да кажам дека можеби нашиве години или нашата работа на некој начин не е насочила да ја сакаме и презентираме Македонија, меѓутоа во младиве мислам дека таа приказна и оваква каква што ние ја презентираме едноставно ќе замре. Пак она што напомнав и многумина велат, ако сакаш една нација да ја уништиш, уништи го образованието. Ајде да направиме споредба со нашиот образовен систем, ние кога учеме. Да. Не имам историја. Ние знаеме да музичко воспитање, образование кога беше. Значи ќе научиш на основни ноти, па ќе научиш песничка, така. Историја македонски. Еве да зборам реално. За древна Македонија и за крали Марко повеќе имаше во читанката кога јас бев во споделение него денеска. Да, дефинитивно. И денеска децата не знаат кој е крал. Не знае. Не знаат. Тоа е нешто што со текот на годините едноставно ќе замре, како да не постои. Знаеш што? Бака едно брекол, многу пати вела. Има амплитуди. Никош не замира. Оти, сега вака едно, па вака би рекол. 30 години Македонија се наоѓа, се се пронаоѓа. Тоа е едно поларен свет веќе заминува, неолибералниот капитализам веќе готово, заминува. Значи со овие сега ветрометини јас овој светски што се случуваат и самите кои што се во власта, не само денешниве, и тие што беа порано, не зборувам само еве и за Македонија, ама и на Балканот, со заминувањето на неолиберализмот денешниот, а заминуваме заедно и ние. Нашиот животен биолошки век, часовникот очукува. Ова млада генерација што доаѓа. Син ми вели, Виктор се вика, тато, мене ништо не ме врзува со Отоманска империја, со Србија, со Бугарија, со и со Југославија, и со Грција, ама вели вака една работа. Ова што се случува овде, ме натера мене ја да размислувам зошто овие 30 години Македонија, како што се напомна, Сава себе се наоѓа. И му велам, биолошкиот сад нашиот заминува. А тој ми вели вака едно. Се додека јас го памтам она што неговата баба Цвета, баба Цена викаше, кога ми ја пееше песничката за бачето, кога дедо ми јоше со клопотареца, со овена, со овците, овде горе према Маријово, тоа никош нема да заборава. И особено, ајде да речем, тоа е пак дарба, кога патуваме, кога сме послободни, и тој вели вака, она што напомна за етно село во Нерези.
6 милиони се дадени, а ние прво едно вака би рекол, како да го развиеме туризмот, како да го донесеме оварче го туристите кога немаме основна инфраструктура. Немаме ни стратегија. Што Немаме е многу стратегија. важно. Значи, ако ти имаш стратегија и знаеш во кој правец сакаш да одиш, ќе инвестираш во тој дел, ќе најдеш луѓе кои тоа ќе го прават, водичи кои ќе ти ја кажат приказната. Едноставно, од срце да сето тоа го направиш, за да тој што ќе дојде, дали е македонец, странец или било кој, едноставно ја осети душата на Македонија. Дори едно би рекол странецот поќе чувствува Да. некој јас што сум тука, или па вика многу мина оти нашите селеници ни дадат. Па затоа што јас не му дозволувам да ја сака држава, кај што се родил неговиот дедо. Оти она трета генерација во Австралија, Америка и Канада. Она што рече стратегијата. Ние мораме да направиме стратегијата на туризмот во Македонија за следните 50-100 години. Да. Ние немам никаков. Оти мораме, ова би го рекол, денешнава технологија. Ние не можеме да очекуваме од тоа дете, трета генерација, да тој оде кој ќе дојде. Тој не очекува ја да го прашувам него како е животот, по навод кажано во Америка, тој сака да го види она што е исконското тука во Македонија, она што неговите предци му кажувале. И па ќе напомнам по трет пат Discovery. Да ја осети душата на Македонија едноставно. Така. Ние не знаеме. Како може Discovery да направи 400 репортажи? И тоа да не одекне во државата. Точно така. Значи, Discovery доаѓа, значи, мора некој да знае, така? Ја гарантирам дека од тие се обиди некој од медиумите да откупи. Ма да појде со него да види што работа. Ма не знам не оди пошто пазите една работа. Оне што прави, што документарци не бара професионализм, така? Сигурно. Еве ќе речам нешто, може би да направам споредба со овие наши телевизии, медиумите. Па 25 години гледаме, први ми беа бразилски серии, после беа аргентински и сега овие турски. Но кај турските серии имаме една мала позитивна мисла. Ако ги гледаш нашиве, ќе направам споредба со Милчо Мачешки неговите филмови. И со овие турски серии. Да не ми замерат помладите гледачи и кај само голотија, ајде, не гола, очиго еротика. Меѓутоа, турските серии сте виделе во едно семејство, распашаност, по навод кажано, на таткото, на мајката, на черката, на снаата, на синот, на зетот. Се е складно, пази. И тоа е дел од културата на еден народ. За жал, од режија ме опоменува дека сме при крај. Вика, старите, јас како што многу пати, кога привршувам со снимањето во било кое село, им велам на моите соселани, вие бркајте си ја вашата работа, а јас мојата, а уште еднаш голема благодарност, Гордана, до тебе, што ме покани да бидам твој гостин тука во телевизијата, вистинска телевизија. Мене ми е драго, бидејќи за туризам ова е единствената емисија во Македонија. Ни еден од медиумите не се занимава со туризам. Дури едно би рекол, кинам дека ќе се согласиш, додека не држат нозете и паметот, ќе патуваме, ќе одим. И ќе кажам едно, сите се раѓаме, заменуваме, се тоа што го работиме, ја и ти, како што биле порано патеписците или Челемија, ќе се сети некој ќе дај да видиме што прави Тоа ми новија. е единствена сатисфакција дека некој барем ќе погледне, па ако не нешто ќе дојде до неговиот ум, за да помисли дека имаме една убава земја која треба да ја презентираме со големо срце.
Да ни е здрава жива Македонија и уште еднаш ви благодарам на настапниството. Драги мои, тоа беше се за денеска. Се надевам дека уживавте во разговорот.